повеќе од сигурна сум, не вештаци, не супер вештаци. Тоа дете не го знаеше никој подобро од мене. Затоа што едно дете да се врти постојано од прашинките да ги трга од моторот, јас сум повеќе од сигурна дека тој се би направил да не му се оштети. Сигурно да имал можност да ја видел, би реагирал на време. Не. Одеднаш му го пресекува патот, се појавува пред него одеднаш. Тоа е целата приказна. Кажете ми колку од денешниве генерации можете да ми посочите деца кои би си го скратиле своето одмарање во летниот распуст, неизлегување антидружбите навечер во летниот период, за да одите од 6 наутро на нива со вашиот родител да работите и да се вратите во 10, а кога ќе те побараат другарите да кажеш јас и утре сум на жетва, не можам да ве дружам денес. Тоа многу кажува. Значи дете од мали години кој сакаше да стекне работни навики, никој од дома не го тереше. Едноставно имаше интерес, имаше желба, имаше љубов кон пасија кон мопедите, имаше љубов кон автомеханика, затоа што на многу наврати кога на некој од неговите другари нешто ќе се расипаше, тој беше тој мајсторот во гаража долу, што знаеше и да ги поправи. Јас од него не очекував утре доктор да стане, ние точно знаев малек што ќе биде кога ќе заврши основно. Дали може 12 метра така нечујно да се одминат во кочење, никој да не слушна? Така да не речам скоро па праволиниски да излезе кочењето? И од тука почна наметнувањето на поголемата брзина.